ние повторно сме исправени пред неколку фактори кои што влијаат пак да се бараат воредни избори. Прво, самата големина на решенијата и на главната агенда на владата, а тоа е целата оваа дебата за решението на спорот со името со Грција, бара едно повисоко ниво на политичко одмерување на односите. Тоа во граѓанска смисла ќе има референдумски одглас, но во политичка смисла ќе бара и ќе притиска за некакво верификување на одлуките, дури независно од резултатите на референдумот, бидејќи предпоставка е дека тоа ќе влијае многу врз изборот на граѓаните, особено на оние така наречени swinging, неопределени гласови кои што на секои избори се приклонуваат кон една или кон друга опција. Второ, имате една падната елита, предводена од господинот Груевски, на кои им се почнати тешки и обемни судења за тешки кривични дела и на кои секако многу им се брза прво да произведат криза во државата, бидејќи само на тој начин можат да направат компетиција со правната држава, значи една политичка дестабилизација, и второ, да се обидат што побрзо да се вратат на власт, бидејќи само им е тоа излезното решение за она што им предстои, што веќе им се случува низ кривичните судови во Македонија. Тој притисок го пренесуваат врз новото раководство во ВМРО-ДПМН, во најголемата опозициона партија, и практично го туркаат новиот претседател и новото раководство на што побрзо закажување на изборите. Тоа веќе е сега и официјално, бидејќи на последниот митинг опозиционата партија официјално побара да дојде до воредни избори едната година, кога ќе бидат и претседателските, но нема да ме зачуди доколку развојот на настаните и нив не ги изненади, па не се случи да имаме избори дури и оваа година, а не едната година, доколку одредени работи не се одвиваат така како што се предвидуваат. Од друга страна, јас и денеска пишував за тоа, мислам дека опозиционата партија се спрема за една голема операција на дезавуирање и дискредитирање пред се на господинот Заев, а потоа и на неговата влада, на исти начин како што тие сметаат, тој нив ги сруши преку бомбите и така натаму во последните 2-3 години. Така што нивните инсталации во општеството се уште крајно функционални, тие по моје уверување информации имаат една цела служба која работи на прибирање на податоци. Многу е деликатна судбината на прислушуваните разговори, бидејќи ние гледаме дека она што се предаде во СЈО не е се, а особено после настаните со пребегот на двајцата високи функционери од МВР во Грција, гледаме дека најверојатно таму се однесени одредени количества на тие разговори, зашто веројатно и тргувано за нивната слобода и политичкиот азил кој го побараа. Тоа значи дека некакви копии во општеството делумни, а може и пообемни од оние со кои располага СЈО постојат. И тоа представува основано, да кажем, сомневање за тоа дека некој ќе се обиде во опортуна ситуација, а јас најавувам и предпоставам дека тоа веќе ќе се случува од есен, да вадат сега компрометирачки материјали за сегашната власт. Бидејќи не заборавите, ние во тие разговори што беа објавени, колку веќе беа објавени стотици и од овие што ги обработува СЈО, а кои што се мерат во стотици илјади, ние таму не видовме и не слушнавме разговори кои се однесуваат на луѓе кои што не се во власта. Добро, предпоставка е дека криминалите се правени, се разбира во најголем дел од оние кои биле на власт, бидејќи се работи најчесто за злоупотреби на официјални функции, позиции и така натаму. Меѓутоа сигурен сум дека во многу илјадници разговори има доволно компрометирачки материјали за други луѓе, особено за овие кои што се денеска на власт, а кои што опозицијата предпоставам ќе се обиде да ги стави во функција на овој притисок за дискредитација на Заев пред се, бидејќи гледате дека е нападот персонализиран, тој е високо, да кажем, поставен како мета и како цел на таа политичка харанга, а потоа и на луѓето околу него и разни луѓе од власта. Во таа трка се разбира тие и сите ние се тркаме со неколку цели. Едно е разрешувањето на спорот евентуално со Грција, што потоа ги отвара перспективите за Европска унија и НАТО на еден друг квалитетен начин. Друго е овој притисок за функционирањето на правната држава, кој им виси како дамоклов мач врз многу судбини политички и кривични на бивши високи функционери. Трето е потребата да се стабилизираат самите партии и да се окрупнат оние, да кажем, разединетости и особено во опозицијата кои што и доведоа до нивното губење на власт, а потоа и дополнително се оситнија, бидејќи многу луѓе се разбега и така натаму. Така што ние влегуваме во еден период после летово кој што ќе биде подеднакво нестабилен политички како што сме навикнали и во минатите години.
Големо прашање е како ќе се постави меѓународната заедница кон тоа, бидејќи меѓународната заедница во Македонија е политички фактор внатрешен, и ќе видиме во однос на резултатите од ова разрешување на споразумето кој ќе биде нивниот став во смисла на понатамошната стабилизација на државата. Потоа големо прашање ќе биде како ќе се воспостави кон целата ситуација не само оваа западна меѓународна заедница, туку и она што го нарекуваме Исток, пред се Русија, но исто така и Турција, а и неколку од соседите. Бидејќи мислам дека сите они имаат во известна мера интереси, некои поголеми, некои помали, да ја држат Македонија во една релативна нестабилност или да ги не сочуваат правците на политичкиот и другиот развој на државата во насоки кои што се за нив интересни. Така што мислам дека ние во оваа есен ќе влеземе во една жестока политичка атмосфера. Тоа ќе се одрази врз економските текови кои што никако да се стабилизираат сите овие години, бидејќи како што знаете секогаш кога е политичка криза, прва која трпи економијата. И мислам дека разговорите за вклучувајќи го и ова незадоволство од досегашното владење на владата на Заев, кој што постои кај многу од, да кажем, неопределените гласачи кои што имаа високи очекувања, а кои што гледаат дека некои од работите се одвиваат споро, дека се речиси застанати, дека од кадровски до политички решенија, до стратегиски решенија и така натаму не се во рамките на она што они го очекуваа како резултат од паѓањето на претходната власт. Така што јас би заклучил со тоа дека е голема веројатноста во наредните, да кажем, не би рекол ни 12, туку повеќе 6 до 8 месеци, ние навистина да имаме воредни избори. Ќе видиме под кои услови и на кој начин тие ќе се одвиваат. Јас би типувал дека тоа ќе биде резултат на уште една политичка криза низ која ќе поминуваме, во која ќе се искомбинираат од решенијата за името и за нашите натамошни евроатлантски интеграции преку разноразни компромитации на кои што работи опозицијата, а се однесуваат на власта, до функционирањето на правната држава и сите кривични процеси кои што туку што започнаа во наредните 6 до 8 месеци ќе имаат и пожестоки развивања и епилози и така натаму кои што ќе се одразат врз да кажем врз големи слоеви од политичките елити, особено во опозицијата. Мислам дека ова доволно за да успешно ви го расипиме денот, може и неделата, а може и целото лето.